ВМРО-ДПМН побара лидерска од СДСМ за датум за изборите. Социјалдемократите одбија, рекоа дека ќе има работни групи во собранието кои ќе разговараат за датумите. Од тие работни групи не видна ништо, па конечно утре ќе се одржи лидерска средба. Главна точка ќе биде дали изборите ќе бидат споени и на кој датум. Иако СДСМ негодуваше за споени избори, откако Дуи кажа може, наеднаш нивното цврсто не стана меко да. Аналитичарите сметаат дека е редно време да се постигне овој консензус. Причините не се само финансиски, односно да се заштедат 8 до 10 милиони евра, туку и да се избегне евентуална политичка криза. Не се очекува да стане збор за укинување на техничката влада како што предложи ВМРО-ДПМН, бидејќи и самиот премиер вели дека за тоа моментално нема расположение кај коалиционите партнери. Па мислам дека би требало да се потврди оној датум за двојни избори 8 мај. И тоа е она што го очекуваме од средбата, со што на некој начин би се избегнала опасноста за која што предупредувавме изминатиот период, односно за можноста вториот круг од претседателските избори да не биде успешен, тоест да не се достигне оној цензус од 40%. И генерално тие се очекувањата, се разбира. Консензуален и усогласен датум за изборите ќе биде предвесник на фер надпревар со политички бонтон и пристојност. Од лидерската средба не треба да очекуваме ништо подраматично од она што веќе се познатите позиции во јавност. Мислам дека лидерите ќе реафирмираат дека постигнале договор за заеднички избори околу 8 мај, што се позиции кои се познати во јавноста. Не верувам дека ќе има компромис околу техничка влада, односно укинување на пржинскиот формат. Кој предложил, кој мислел на доброто на граѓаните, тоа е се, мислам дека политичка комуникација. Најважно е да имаме политичките чинители да имаат консензуален усогласен датум за изборите, за да се овозможи фер изборен надпревар со некаков нормален политички бонтон и пристојност. Премиерот Ковачевски рече дека очекува конструктивна средба во која ќе учествуваат сите политички партии застапени во парламентот, бидејќи тоа е начинот на кој функционира едно демократско општество. Доколку како што и се очекува партиите го официализираат 8 мај како датум за избори, треба да има техничка влада на 28 јануари. Тоа би значило и дека изборите ќе се распишат кон крајот на февруари. Опозицијската ВМРО-ДПМН, освен споени избори, предложи и укинување на техничката влада во која оваа партија би добила 2 министерски и 3 заменик министерски места.